Почитувани колеги пратеници, почитувам премиера, очите ни истекоа од блесоците во економијата кои што ни ги кажувате. Внимателно ве слушав, образложувајќи го предлогот за министер за финансии, Нина Ангеловска, читајќи поенти од експозето. И она што го постигнала таа својот приватен бизнис е за поздравување, вклучително меѓународните награди кои што ги добила. Меѓутоа, образложението и вакво CV е соодветно за кандидат за заменик министер за економија. Имајќи ги предвид нејзините постигнувања во делот на трговијата, во смисол за понаточно зголемување на уделот на електронската трговија во вкупната трговија, регулирање на оваа област, да не биде дел од сивата зона кај што се одливаат дел од буџетските приходи, би било тоа CV соодветно за заменик министер за економија. Меѓутоа, за чувар на државната каса, најодговорната позиција во владата после премиерот, мислам дека треба да се има многу повеќе познавање во начинот на функционирање на органите на државната управа и менеџирањето со јавните финансии. Дали знае кандидатката за министер за финансии дека до 7 месец ви недостасуваат во буџетот 86 милиони евро од планираното? Дали знае дека ако се продолжи со подеднаква динамика на реализација на буџетските приходи до крајот на годината ќе ви фалат 150 милиони евра? Дали знае министерката за финансии дека согласно фискалната стратегија горниот лимит на нето задолжување за 2020 година е 400 милиони евра усвоена во мај месец на влада, а вие само со проектот за клиничка болница предвидувате задолжување од цели 500 милиони евра? Дали знае министерката, кандидатот за министер за финансии, дека со онаа што го најавивте зголемување на пензиите ќе ја чини владата годишно 60 милиони евра? Дали знае дека онаа што го најавувате со замрзнување за придонесите ќе го чини буџет од 40 милиони евра? Дали знае дека вашите ветувања за 100.000 денари плата во терцијарното здравство, за дупло плата за сиот медицински персонал, за 90 денари бод за матичните лекари, 70 за стоматолози, ја чини владата 210 милиони евра, односно фондот за здравствено осигурување. Како тоа ќе се оствари во ситуација на замрзнати придонеси? Како ќе се оствари во ситуација на замрзнување на придонесите, од кај ќе најдете 60 милиони евра за покачувањето на пензиите? Нели донесовме закон дека пензиите ќе растат согласно препораките на ММФ, ако расте БДП-то над 4% и ако растат трошоците на живот? Значи влегуваме во енорно задолжување, ќе го стигнеме прагот од 60%. Тоа треба да го кажете на кандидатката за министер за финансии, за функција, дека презема функција која што никој не ви се нафати, се обидовте вие сам, под превезот на не знам какви храбри одлуки, таа е единствена која што ви е прифати оваа функција. Кой министр Зоран Заев, контрреплика.